Прво, почитувани представници на медиумите, сакам да ви се заблагодарам што денеска сте тука заедно со нас. Овие 2 дена во рамки на проектот Работно лето, Социјалдемократскиот сојуз ќе биде присутен во Крива Паланка и околните општини, во Кратово, во Ранковце, ќе ги посетиме населените места, ќе организираме десетици и десетици средби со нашите граѓани, ќе ги слушнеме од нив изворно проблемите, маките, предлозите, сугестиите и ќе продолжиме заедно со граѓаните и со народот да испишуваме нашата програма и да ги утврдуваме приоритетите за наше идно дејствување. Ја избравме оваа локација тука во Жидилово, за да можете на лице место да се уверите, зад нас е мерната станица или високо притисната станица од каде што се испумпава гасот кон другите дестинации во Република Македонија. Тоа е добар повод да се подсетиме дека се што е изградено, се што е инвестирано во делот на гасификацијата во Македонија во овие 20 години е направено во периодот на Социјалдемократскиот сојуз. Главниот гасовод почна да се гради во 1993 година, изграден е во должина од 100 км главен гасовод и околу 30 км споредни краци. Во овој момент гасот е дојден до Скопје, Куманово, Крива Паланка, Кратово. За жал, потоа, а пред се во овие 6 години не е инвестиран ниту еден денар во гасификацијата на оваа наша земја. Тоа е причината зашто сме една од ретките држави каде што нашите граѓани, нашето стопанство не може да го користи гасот како и поевтин енергенс и еколошки почист енергенс. Откако ние од Социјалдемократскиот сојуз ја актуализиравме оваа тема, видовме дека се покрена и владата. Одеднаш и нејзе и текна за гасификацијата, подпиша некои меморандуми со Руската Федерација, иако тоа го направи по втор пат, и истиот министер Ставрески тоа го направи пред 2 години, сепак добро е. Ние поздравуваме тоа што владата дава внимание и приоритетност на гасификацијата во Македонија. Се надеваме дека тоа нема да останат празни зборови и дека ќе видиме и реални дела, реални инвестиции. Во секој случај, Социјалдемократскиот сојуз во оние општини на кои што ќе ја добие довербата од страна граѓаните на престојните локални избори, ќе изврши гасификација по теркот на Струмица и Куманово, а по преземањето на централната власт ќе извршиме гасификација на целата земја. Доаѓајќи наваму, имавме можност да поразговараме уште за неколку инвестиции направени во периодот на СДСМ во овој дел на Македонија. Поминавме по заобиколницата околу Крива Паланка, видовме дел од оние објекти кои што се составен дел од пругата кон Бугарија. Тоа се работи направени во времето на СДСМ. Пругата е изградена до таму до каде што е направена во времето на СДСМ. Во овој период и покрај тоа што фигурира во сите предизборни програми на ВМРО ДПМН не е вложен ниту еден денар, нити пак гледаме дека се има намери нешто на тој план да се прави. Малце погоре се наоѓа и граничниот премин ДВБР со Бугарија, таму имаме нов терминал, исто така изграден во времето на Социјалдемократскиот сојуз. Заради временските прилики ќе скратам, само ќе ве подсетам дека утре вечер тука во Крива Паланка ќе одржиме и протесно промотивен собир на кој што ќе го промовираме нашиот кандидат за градоначалник на оваа општина. Тоа е Горан Младеновски. Се работи за една исклучително почитувана личност во општина Крива Паланка, позната за граѓаните по целиот свој минат труд, по резултатите што ги има постигнато, по својата професија која што е од хуман карактер, се работи за доктор гинеколог. Ова го кажувам за вас кои што не сте од Крива Паланка, граѓаните на оваа општина многу добро го познаваат и него и неговото семејство. Убедени сме дека го избравме вистинскиот човек за градоначалник на Крива Паланка и дека тоа ќе се потврди на престојните локални избори, кога граѓаните ќе ја дадат масовно својата подршка и всушност денеска имате прилика да разговарате со идниот градоначалник на оваа општина. Горане, повели. Голема е честа и одговорноста за мене што сум предложен од страна на моите сопартици да бидам кандидат на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на наредните локални избори. Голем е предизвикот и одговорноста, јас сум сигурен во себе и во поддршката на мојата партија и ќе докажам дека довербата е оправдана, а затоа најдобро ќе сведочат моите сограѓани после краток период од мојот мандат. Крива Паланка, некои ја сметаат за крај на светот. Јас тоа не се согласувам, иако сум соочен со реалноста и со она што гледам дека сегашната влада не го прави за мојот град. Но затоа, јас ќе се заложам сите нерешени комунални прашања едно по едно да ги решам, ќе направам Крива Паланка место
кое нема да биде само дел од патот кој минува кон соседна Бугарија, туку место каде што мора да се застане и да се престојува. Знам дека на почетокот ќе биде многу тешко, ќе има многу обструкции, но со поддршката на моите сограѓани заеднички да работиме во интерес на подобриот живот. Крива Паланка мора да добие нова сила, нов потик за посветла иднина. Јас, како иден градоначелник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, тврдам дека ќе продолжам по примерот на градоначелниците на Струмица и на Куманово. Главна преокупација веднаш на почетокот на мандатот ќе ми биде да ја отворам можноста за воведување на гасот како ефтин енергенс. Може би ја пропуштивме можноста да бидеме прва гасифицирана општина во Македонија, иако сме најблиско до него. Но затоа ќе го следам примерот и ќе го направам тоа уште на почетокот на мојот мандат. За корисноста на овој енергенс немам да убедувам никого, само ќе кажам неколку придобивки од неговото користење во интерес на моите сограѓани. Помалку трошок за електрична енергија, повеќе пари во домашниот буџет. Подобра можност за инвестирање на домашни и инострански фирми, а со тоа и отварање на нови работни места за сите нас. И ќе повторам, толку е блиску, а толку е далеку овој енерген, затоа тоа мора да го коригираме. Секако дека за подобрување на состојбата во Крива Паланка не постои волшебно стапче и можност се да се направи со еден потек. Но гарантирам дека за многу кратко време моите сограѓани ќе имаат многу подобар и поквалитетен живот. Нема да набројам и ветувам во оваа прилика, само ќе кажам дека ќе ја подобрам целосната инфраструктура во градот и како што веќе реков, целокупната живеачка на моите сограѓани. Ја имаме таа можност, затоа и ќе работам решително на меѓугранична соработка со соседна Бугарија. Секако зад мене стои Социјалдемократскиот сојуз на Македонија како партија со визија и желба да го подобри животот на народот во локалните средини. Воедно ве поканувам сите од Крива Паланка и од населените места утре масовно да бидат присутни на градскиот плоштад и да го дадеме она големо да за